Градот на кулите и мостовите веќе традиционално е домаќин на меѓународниот научен симпозиум на етнолози, антрополози и фолклористи, годинава со работен наслов Етнологијата и заштитата на културното наследство. Научни работници од земјава и странство 2 дена елаборираат своји трудови за софистицираните пристапи и методи за зачувување на материјалното и нематеријалното културно наследство, а воедно оваа проблематика да се приближи до пошироката јавност. Дадеме придонес во неговата заштита, бидејќи нематеријалното културно наследство полека со генерациите како да одминува, да заминува во заборав, а ова материјалното кое што подлежи на конзервација, мораме да го спроведеме тој процес, бидејќи многу споменици на културата, староградски куќи, да не зборуваме за руралните средини, се остави на забот на времето. Ова е светски тренд и секоја држава се грижи за својата оставина. Меѓутоа, за тоа се потребни и финансиски средства и институционална поддршка, како што е тоа пример во Полска. I think in Macedonia there are many activities, but I think maybe in Poland is a little better because we have a many possibility to get grants and to get money. And I think that is easier because money are important to save tradition. Од 12 до 14 октомври во музеот на град Кратово се одржа 14-тиот поред меѓународен фестивал на етнолошки документарен филм. Во конкуренција на 100 филмови, во просториите на музеот се презентираат 22 од реномирани автори од целиот свет. Присуството на авторите овозможи разговор помеѓу публиката, поставување на прашања, коментари, исто така и разменување на искуства во подготовката на филмови од овој жар, односно филмови кои што обработуваат теми од традиционалната култура, од секојдневието, од односите меѓу различни групи и така натаму. Годинава Кратфест беше во организација СОНАФА, што е признание кое високо го позиционира на светската мапа на фестивали на етнолошки документарни филмови. За Сител, Трајан Ристовски.